Почитувана јавност, состојбата со глобалната пандемија на коронавирусот бара општествена одговорност од сите и дисциплинирано почитување на мерките за заштита на здравјето. Наместо тоа, од страна на опозицијата го гледаме сосема спротивното. Крајно, неодговорно и незрело однесување на Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. Вчера имавме можност да видиме како повторно не ги почитува законите и мерките за заштита. Организирал, замислете, партиски собир во Ново Лисиче, спротивно на сите мерки и препораки, со што директно го загрозува здравието на граѓаните и придонесува за ширење на опасниот вирус. Почитувани граѓани, Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН се најголемата закана за здравието на граѓаните. Тие се најголеми непочитувачи на мерките и препораките, додека нивниот Наке Чулев намерно и свесно го саботира целиот систем одвнатре. Очигледно е и апелираме граѓаните да внимаваат и да го избегнуваат Христијан Мицкоски. Неодговорниот, незрел и секако опасен по здравието Христијан Мицкоски одеше во теретана кога спортските објекти беа затворени. Да не заборавиме, одеше и во кафеана и седеше во затворен дел кога тоа беше забрането со уредба на влада која има законска сила. Од самиот почеток на оваа здравствена, хуманитарна, економска криза, јавноста е сведок на непочитување на мерките и прописите од страна на Мицкоски и смислено ширење на лажни вести од страна на неговата ВМРО ДПМН. Ги повикуваме граѓаните да постапуваат сосема спротивно од она што го прави Христијан Мицкоски, да ги почитуваат мерките и препораките за заштита на здравието на граѓаните и секако да не го следат неговиот лош пример. Граѓаните на 15 јули со сигурност уште еднаш ќе го казнат нивното незрело, неодговорно и деструктивно однесување. Заедно со СДСМ ќе се избориме со сите предизвици со кои се соочуваме. Најпрвин ќе одговорам вака, дека целиот транспарентен судски процес кој што се водеше за случајот во јавноста познат како рекет, секако и денешната пресуда судска потврдува дека во Република Северна Македонија правдата функционира. Тоа е мотив, ете и нека представува еден своевиден апел дека судска разрешница во транспарентен судски процес мора да има и за останатите случаи кои што произлегуваат од специјалното јавно обвинителство. Без разлика за кој предмет, без разлика за кој човек станува збор, дали тоа станува збор за случајот Талир, за кој се однесува за незаконско финансирање на политичка партија, дали станува збор за случајот Империја, во кој што се води предмет за перење пари, и да не ги набројувам сите судски процеси, мора да има јасна судска разрешница. Секако, денешната пресуда за случајот Рекет докажува дека во нашата држава веќе не постои неказнивост, како што тоа беше пример цели 11 години додека владееше ВМРО ДПМН. А во однос на она што го изјавил еден од осудените во случајот Рекет, можам да кажам дека со тоа ние, а секако преку вас медиумите и пошироката јавност, може да дознае и да види дека станува збор и излегува на површина практично спрегата на осудените во случајот Рекет со ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски. Да не заборавиме и да се подсетиме дека имавме можност како граѓани да слушнеме со кој тоа се среќавал Христијан Мицкоски, зашто зборувале, како се подготвувале изборите во Охрид и да не набројувам. Јасно е, вистината во Република Северна Македонија излезе на површина.